Почитувани ги следите вестите на Канал 8. Добро дојдовте. Кризниот штаб за заштита и спасување на општина Кочани одржа седница на која се дебатираше за преземање на превентивни мерки за време на празникот. Територијалната противпожарна единица и доброволното противпожарно друштво Кочани упатија апел до сите граѓани за внимателно, совесно и одговорно однесување при употреба на запалливи средства на отворен простор. Кризниот штаб на општина Кочани одржа седница заради координација на надлежните служби за заштита и спасување и преземање засилени превентивни мерки во предстојниот празничен период. Надлежните информираа дека најсериозна е состојбата на Осоговските планини, каде што се интервенира на пожарот во атарот на пресека. Исто така, пожарот од Пробиштипски Зеленград дошол до местност Стапанаѓор, а натамошното ширење е спречено со ископи од механизација. Во среда вечерта единиците успешно интервенирале на пожари и во селата Нивичани, Бели, Соколарци и Теранци, а дојава за пожар имало и во селото Уларци, како последица на пожарот во Пробиштипско. Пожарникарите од територијалната противпожарна единица и доброволното противпожарно друштво од Кочани имали интервенција и на пожар кај градската депонија. Под контрола е ставен пожарот во атарот на Главовица, со кој противпожарните служби се справуваат четврти ден. Тој е локализиран и го контролираат мобилните екипи од територијалната противпожарна единица на Кочани. Според податоците од надлежните, голем дел од пожарите се подметнати. За случајот во средата кај селото Бели, отворена е постапка во основното јавно обвинителство Кочани и се работи на идентификација на лицето што го подметнало пожарот. Градоначалникот на општина Кочани Љупчо Папазов побара засилена контрола во предстојниот период, како од инспекциските, така и од полициските патроли, редовна меѓуинституционална комуникација и брза професионална проценка на ризикот и потребите за интервенција при настанати пожари. Исто така, територијалната противпожарна единица и доброволното противпожарно друштво упатија апел до сите граѓани за внимателно, совесно и одговорно однесување при употреба на запалливи средства. Во пресред на продолжениот викенд, како и на верските празници Света Петка и Свети Пантелеимон, кога се очекува зголемена фреквенција на луѓе низ планинските населени места во Кочанско, надлежните потсетуваат дека на сила е забраната за движење во шума и забраната за палење оган на отворен простор. Секое движење во шума е со дозвола издадена од шумските стопанства, а секое недозволено е казниво. Службите за заштита и спасување преземаат соодветни превентивни и репресивни мерки и ги повикуваат граѓаните што ќе забележат неодговорно однесување со оган од други лица да го пријават на телефонските броеви 192 и 193. Националната установа Театар Комедија од Скопје одвои 150.000 денари од собствената сметка за волонтерите на доброволното противпожарно друштво од Кочани. Исто така, на последната седница на Советот на општина Кочани беше донесена едногласна одлука за доделување помош во износ од 200.000 денари, пари издвоени од буџетската сметка на Кочани. Националната установа Театар Комедија од Скопје донесе одлука финансиски да им помогне на кочанските пожарникари волонтери кои се вклучени во гасењето пожари и други интервенции во изминатиот период. Според одлуката, од буџетот на установата ќе се издвојат 150.000 денари како финансиска поддршка за доброволното противпожарно друштво Кочани. Помошта во борбата со огнената стихија во овие тешки моменти е нужна, поради што ги бодриме сите тимови низ Македонија, со порака дека пожарникарите не се сами, истакнуваат од Театар Комедија. Директорот на Националната установа Дарко Спасов вели дека се работи за скромна поддршка како благодарност за исполнувањето на благородната задача што ја имаат пожарникарите. Помагаме на сите, кога ќе помогнеш на еден човек, веројатно му помагаш на целото човештво. Ние имаме таква идеја дека треба да поттикнеме некаква колективна свест дека од нас зависи како ќе се грижиме, во каков свет ќе живееме и затоа ние одвоивме, тоа не се големи средства, 150.000 денари и секогаш одвојуваме од малкуте средства што ги имаме, но сега има така ќе поттикнеме некакво будење дека секој мора
да помогне некако. Пожарникарите, противопожарните бригади се навистина сериозни актери, сериозни борци и додека ние некако лабаво чекаме да заврне во ноември дожд, некој чува нашата земја. Тоа е катастрофа што ни се случува. Така што еве апелирам до сите кои колку може да помогне, имат стручни, оспособени екипи, но и потребна им е помош финансиска. Поддршката за кочанските пожарникари, без разлика дали се работи за професионалните припадници на територијалната противпожарна единица или пак за пожарникарите волонтери од доброволното противпожарно друштво, е повеќе од неопходна, особено во овој период на зголемен број пожари. На последната седница на Советот на општина Кочани исто така беше донесена едногласна одлука на доброволното противпожарно друштво да му се додели помош со буџетски средства во висина од 200.000 денари. Општина Виница ја поништи првата јавна набавка на транспортно возило за комунален отпад. Причина е тоа што биле понудени повисоки цени од пазарната. Општина Виница ќе мора да ја повтори постапката за набавка на ново товарно возило за собирање и транспорт на комуналниот отпад. Причина за тоа е што на јавниот повик, што беше објавен на крајот на минатиот месец, понудувачите понудиле цени и услови за извршување на договорот за набавка што се понеповолни од реалните на пазарот. Во тендерската постапка беше наведено дека општината планира да инвестира близу 4 милиони денари, со кои треба да се купи новото товарно возило. Средствата веќе се обезбедени во рамки на активностите што заеднички се реализираа во втората фаза на проектот за јакнување на општинските совети, а во рамки на програмата за развој на Обединетите нации, UNDP, швајцарската влада и Министерството за локална самоуправа. На последната сесија од проектниот форум во заедницата, што се одржа во јануари годинава, граѓаните најголема поддршка дадоа токму на предлогот да се набави возило за собирање комунален отпад. Тоа беше еден од 5 предлог проекти избрани на претходните работни средби на форумот. За реализација на овој проект обезбедена е грант поддршка од UNDP во висина од 50.000 американски долари. Остатокот од средствата од околу 1 милион и 700.000 денари ќе ги кофинансира општина Виница од сопствениот буџет. По изборот на проектот се спрема документацијата, се распишува јавна набавка некаде до крајот на септември, ако не октомври оваа година проектот треба да биде завршен и да наречам да биде пуштен во употреба. Според техничката спецификација во јавниот повик се бара возилото да има капацитет од 7 кубни метри отпад, да располага со соодветна опрема за автоматско подигање пластични канти од 80 и 240 литри, како и на метални контейнери со зафатнина од 1100 литри. Во кабината покрај возачот треба да се обезбеди простор за уште 2 помошни работници. Дизел моторот на возилото треба да ги задоволува Евро 6 еколошките стандарди. Со оглед што цените што биле понудени на првиот јавен повик го надминале планираниот буџет, општина Виница била принудена да го поништи. Сепак, средствата мора да се инвестираат за предвидената набавка, поради што ќе се распише нов јавен повик. Претходно ќе треба да се направи анализа дали ќе има промени во спецификацијата на техничките карактеристики на возилото или пак ќе се прошири буџетската рамка. Локалната самоуправа на Кочани го објави јавниот повик за доставување предлози за општинските награди за значајни остварувања и за животно дело. Крајниот рок за аплицирање е до 25 август. Во пресред на 7 септември, денот на ослободувањето на Кочани, Одборот за доделување на највисоките општински награди го објави јавниот повик за доставување предлози за доделување на плакети. Како и во претходните, така и годинава, ќе биде доделена наградата за значајни остварувања за развојот на општина Кочани, за која може да конкурираат поединци, група творци, екипи, установи, трговски друштва и здруженија на граѓани. Исто така, локалната самоуправа ќе ја додели наградата за животно дело, за која може да се пријават лица кои имаат исклучителни резултати и остварувања во областа на науката, иноваторството, уметноста, стопанството и во други дејности од јавниот интерес.
и двете општински награди се плакети, а предлозите со писменото образложение треба да се достават најдоцна до 25 август до одборот за доделување награди по пошта на адресата на општина Кочани. На 25 август планинарскиот спортски клуб Осогово од Кочани ќе го реализира вториот меморијален планинарски марш Стамен Каровски. Пријавувањето на заинтересираните е до 23 август кај председателот Тошо Антов. На 25 август планинарскиот спортски клуб Осогово од Кочани ќе го реализира вториот планинарски марш во сеќавање на својот починат член, планинар и другар Стамен Каровски. Планинарите ќе го искачат врвот Панаѓур, кој се наоѓа на 1669 метри надморска височина на Осоговските планини. Акцијата ќе почне од паркингот на туристичкиот локалитет Пониква и движењето ќе се одвива по маркирана планинарска патека, која над 80% поминува низ букова шума, а последните 500 метри до врвот, учесниците ќе се движат по пасиштен терен. Должината на патеката е 9 км и од лесен карактер. Пријавувањето на заинтересираните е до 23 август кај председателот на планинарскиот спортски клуб Осогово Тошо Антов. Акцијата се организира во соработка со локалната самоуправа на Кочани, како и со Федерацијата на планински спортови на Македонија. Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за ова издание на вестите на Канал 8. Следете ни на нашата веб страница kanal8.mk. Довидување.